Земјотресите, за жал, се почеста појава во нашата држава. Истите не можеме да ги предвидиме, но можеме секогаш да научиме како да се заштитиме од нив. Токму на оваа тема, мој денешен соговорник е Аргент Чилјафи од Црвениот крст. Добро утро за вас, господине Чилјафи. Вие ги обучувате младите како да се заштитат пред во случај на земјотрес. Каква е постапката? Црвениот крст на град Скопје одел подготвеност и действување при катастрофи, работи на поле пред и после настанување на катастрофата. Најголем акцент се дава нормално на подготовката на самите граѓани како да се заштитат од било каква елементарна непогода, поточно земјотрес, пошто Црвениот крст до сега има одржано околу 18 обуки и има директно ефектирано околу 600 учесници. Тие пред учениците и наставниците, пошто се работи за проект заедно за поголема безбедност, кои се директно атакирани училиштата како најзагрозено место, кај што има млада популација. Истите се обучени како да се заштитат во случај на земјотрес, пожар и поплава. Сето тоа кулминира во секој училиште кулминира со финална вежба, симулациона вежба како учениците безбедно да напуштат просториите во кои оние се наоѓаат. Исто така проложи со почеток на школската година и се надеваме дека ќе постигнеме солиден резултат. Да објасниме која е постапката, како да реагираме во случај на земјотрес, на отворен простор, во затворен простор? Во зависност од тоа, најбитно е првено да граѓаните не креат паника. Да почекат додека трае шокот, да седнат доколку се работи за некоја просторија во која што има млади луѓе. Едниот мора да биде лидер, мора да се брои гласно до 90 секунди, додека трае автершокот и после безбедно да се напушти просторијата. Безбедно. Нема потреба да се трча, да се излезе од просторијата. Безбедно е пополека да се напушти, при тоа да не се заборави некој од позади. Исто така, многу е битно да се помогне на тие кои се во состојба на шок, да се земат, да се пружи прва помош нормално. Откако ќе ја напуштат зградата, многу е битно доколку училиштето или зградата во која оние се наоѓаат има план за евакуација или место за евакуација, безбедно место, оние да се идат на тоа место, да направат прозивка, да видат дали се сите таму и да побарат помош од други институции, нормално, итната медицинска помош доколку станува збор за некој од повредените. Доколку граѓаните се наоѓаат на отворено, многу е битно, или доколку се во возило, пошто прашавте претходно, да го напуштат возилото и да се упатат на некое место кај што нема друга потенцијална опасност. Станува збор, облакодери, некое дрво, некое место кај што дали тоа било бандера, дали било некој билборд, негде кај што би било ризично за нив. Многу битно е да престојат на отворено додека траат автошоковите, додека и ако оние сметат дека е безбедно да се вратат после на нивните позиции. Може да очекуваме уште вакви обуки, затоа што овие совети се многу корисни и секогаш може да ни се најдат. Со почеток на школската година од септември истите ќе продолжат низ територија на градот Скопје, значи претежно се основните училишта кои се директно мета на нашето обучување, така да се надеваме дека на ниво на општини од 10 општини ќе има минимум по 10 училиштата. Ви благодарам за овој разговор и за сите оние совети што ги споделивте со гледачите на телевизија Нова во